Мартин, благодариме. Продолжуваме ние на слична тема и во студиото со моите нови гости. Младите имаат мог да ја променат својата иднина и тоа не е празна фраза, туку реалност, кога ентузијазмот се претвора во акција. Во рамките на одбележувањето на денешниот ден со различни теми низ Македонија на аутро, имам нови гости. Со нас е Билјана Стојчевска и Анелија Митрова од Младински сојуз Крушево, кои преку својата работа и иницијативи градат заедница померка на младите. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонија на аутро. Добро утро. Ајде малку повеќе сте ни гостувале редовно за проекти на различни теми, меѓутоа со оглед на денешниот ден да почнеме малку поопшто денеска, што представува Младински сојуз Крушево и кога започнува приказната? Младински сојуз Крушево е организација за млади. Тоа значи млади дека луѓе како мене на моја возраст работат за млади луѓе. Започнуваме 99-та година. Ова ни е 26-та година поред како активно работиме како национална организација. Генерално работиме и со младите директно и за младите. Активностите ни се насочени кон неколку програмски приоритети. Ние доста работиме регионално, значи регионалната соработка и помирувањето насочени кон ЕУ интеграцијата и вклучување на младите во овие процеси. Ние е многу важен програмски приоритет. Понатаму младинското вработување, предприемништвото, самовработувањето како нужен програмски приоритет. Младинското учество, ние многу денеска сигурно многу од вашите гости зборувале за младинско учество и застапување на младите во политиките. Хоризонтално ние работиме во различни политики. И имаме една програма ване што не знаеме како да ја поактивираме, се вика Млади и спорт, ама ниту еден од Младински сојуз некако од членовите на тимот на Младински сојуз има активисти што сакаат да ја работат и така да еве во следниот период се надеваме кога ќе бидеме пак гости кај вас дека ќе зборуваме повеќе на оваа тема. Многу активности имплементираме во 2025 конкретно во оваа година. До овој момент имаме преку 500 млади директно вклучени млади. Тоа значи директно вклучени во активностите на Младински сојуз на сите овие теми. Не изместуваме од темите, туку директно како што действуваме по програмски приоритети, така и ги вклучуваме младите. Така. Што значи да се биде млад во еден помал град во државата? Кои се специфичните предизвици на младите кои живеат во помалите средини? Верувам имате редовна комуникација и со ваши членови, со млади, па што велат? Еден од најголемите предизвици со кои што се соочуваат младите кои што живеат во помалите средини е немањето на еден целосен екосистем во средините во кои што живеат. Односно што и да се решат да направат, немаат ниту институционална поддршка, ниту толку поддршка од самата заедница. Дополнително социокултурниот живот е на многу ниско ниво. Немаат квалитетот на живот е помал него во поголемите градови, така што помалите градови се само момент каде што одат во средно и после тоа гледаат каде најчесто и најдобро е да заминат, односно дали тоа е Скопје или странство. Дополнително секогаш кога решаваат нешто да направат, наоѓаат многу предизвици кои што уште дополнително ги обесхрабруваат и ги тераат повторно да заминат од помалите средини. Сега јас, бидејќи сум скопјанка, може Билјана може да ме поправи ако нешто сгрешив во нашата перцепција, но ова е еден долг проект кој што го работевме, град пријател на младите, што докажа дека за младите луѓе да можеме да ги задржиме во помалите средини, прво мораме да им обезбедиме финанси, буџет наменет само за младите, дополнително инфраструктура, тоа значи младински културни центри, секаков тип на места каде што тие може да се дружат, да творат, да имаат интеракција меѓу нив. Локален младински совет, односно некое тело што ќе иако има во повеќето мали средини, сегде се нефункционално, значи некој што ќе влијае на носењето одлуки,
во локалната заедница и стратегија, односно кон што ќе цели заедницата во следните години. Така што, доколку се исполнат овие услови, веројатно би имало повеќе можности за младите во помалите средини. Како ја гледате улогата на младинските организации во подобрување на целокупниот живот на младите? Јас мислам дека денес е ден кога не треба да се фокусираме толку многу на предизвиците. Значи, го славиме духот на младите и енергијата што ја носат младите во нашето општество. И јас искрено мислам дека треба, бидејќи еве веќе одам во 40-та година и пред 20-ти години ги зборувавме тогаш кога ние бевме млади, истиве работи ги баравме од државата, од општините, од институциите. И сега во нашава држава не зборуваме за некој левел ап, за некој ниво погоре, зборуваме за основни екзистенцијални услови, кога многу од политичарите велат демографијата ни е лоша. Ајде да не почнуваме од кровот, тогаш да почнеме од темелот. Нашите мали градови се убави, ама некако не чувствуваат младите припадност во нив. Затоа мислам дека треба сега да не бидеме толку негативни, но затоа треба да ја зборуваме оваа тема, бидејќи младите изгубија припадноста со нашите мали средини и мали градови. Да. Така е перцепцијата. Сега тоа е тоа, можеби политичарите не сакаат тоа и градоначалниците да го слушнат, но тоа е реалноста. Младите не чувствуваат дека не припаѓаат таму, гледаат да се избегаат само. Декларативно сакаат нашите носители. Па добро, декларативно ние сме скандинавска земја, имаме прекрасни закони. Јас би рекла дека младинските организации, еве конкретно за прашањето, и тоа се гледа на терен, како се вика, дека таму каде што има активни организации за млади или младински организации или тела кои што ги представуваат младите, не е битно, дека далеку поорганизирани се младите и попредставени во нивната заедница од места каде што нема активни здружувања на младите луѓе. Вообичаено ние функционираме како јадра на млади луѓе кои што сакаат нешто да променат, да направат, вообичаено е то позитивна општествена промена, за да може да понатаму бидат препознаени во нивната заедница како важни чинители не само во донесувањето на одлуки, како граѓани, како важни чинители во самата заедница. Јас сите млади луѓе, вчера кај нас во канцеларија, еден од колегите практиканти дојде со идеја што сака да промени, ги охрабруваме да започнат прво со иницијатива, да имаат некаква промена и таа иницијатива понатаму во нивната локална средина, независно тоа дали е мала локална средина или голема. Ние се соочуваме континуирано со различни предизвици и проблеми во нашите заедници. Јас токму во младите гледам решенија на проблемите. Имаме сериозен интелектуален капацитет во младите луѓе во држава и за тоа не треба да бидат исклучени, а се исклучени. Значи, например, имаме еден градоначалник што припаѓа во категоријата млади, да речеме, бидејќи зборуваме за помлади места. А баш сега, пред да влеземе кај тебе во студио денес, гледав како има градоначалничка, значи жена, млада жена, градоначалничка во еден голем град во Америка. Тоа треба да не биде пракса. Ние треба да ги вклучуваме младите не за да бидат покрај нас или до нас, или туку да бидат тие кои што носат одлуки. Затоа што зборот иднина поврзана со млади луѓе веќе станува клише. Јас би рекла дека денес младите луѓе тука сакаат да направат промени за да им биде подобро, поубаво, да бидат попредставителни. И тоа е токму функцијата на младинските организации. Да. Јас кога го подготвував разговорот прочитав еден интересен коментар. Младите не само во Македонија, туку во Балканот, во овие општества каде што денеска живееме и припаѓаме, имаат две опции за да почувствуваат припадност. Или активизам во младински организации или активизам во политички партии. Колку младинските организации може да се носат рамо до рамо со политичките партии? Ова можам и на шега го поставам секако малку прашањево, но ја изгубивте ли борбата за превласт во општеството? Кој треба да биде главниот? Сигурно ја свативте пораката во прашањето. Финансиски не можеме да се носиме со политичките партии, бидејќи дори државата многу ги поддржува политичките
партијни или после избори, така што финансиски не можеме. Сметам дека вредносно е различно, затоа Да, пристапот вредност е неразличен, не дека не се прават за младите. Младите младинските организации, без разлика која младинска организација и точно што работи, дава една слобода. На младите се изразуваат, да се дружат, дава голема флексибилност, што на младите им е потребна. А од друга страна, политичките партии многу функционираат на база на хиерархија и дури кога сакаат да се истакнат одредени млади лица во политичките помладоци на партиите, едноставно можеби да бидат спречени од различни структури во партијата. Така што дали се носиме рамо со рамо младинските организации, сметам дека во областа млади да се носиме, затоа што моќта на мобилизација на млади луѓе е од различен аспект, ама рамо до рамо се носиме ние младинските организации со политичките партии во мобилизација, а дополнително во квалитет, во вештини кои им се даваат на младите луѓе, веќе тоа е друг аспект каде што мислам дека сме многу подобри од сегашните политички партии. Да, така. Зборувавте за мотивацијата и за организацијата, за привлекувањето на младите луѓе. Какви можности би сакале да им се отворат на младите во иднина, во државава? На локално ниво или на национално ниво? Па јас би сакал малку и на локално да позборуваме некако, бидејќи треба да се почнува од темелот, па бидејќи сме во националниот медиум, да. почесто да бидат тука застапени, иако И локалните организации, така? Да, мислам многу голема благодарност што и јас ние сме често тука, често зборуваме на темата млади, значи да бидат слушнати. Секој аспект на животот на еден млад човек да биде слушнат. Тоа прво, значи во медиумите да не бидат присутни само како збор, туку и како лик. Значи имаме убави млади луѓе, паметни што треба да бидат присутни. На локално ниво јас би рекла да бидат идните градоначалници и градоначалнички во нашата држава. Те посакувам на овој ден да имаме што повеќе млади луѓе или па идните советници. Да не се прават политики за млади без младите, да бидат присутни младите во процесот на носењето на одлуки. И за мене најважно е да самите локални заедници на локално ниво бидат поддршка на младите. Во секој аспект, да ги препознаваат локалните заедници, независно од која големина е заедницата, потребите на младите луѓе и токму тоа да го поддржуваат. Затоа што од сите нас зависи колку ќе имаме млади луѓе и како младите луѓе понатаму ќе бидат активни чинители во нашево општество. Ете тоа јас, како што кажа, сакам во следниот ние работиме еден индекс за младинско учество кое што е на регионално ниво и би сакала навистина да имаме убави проценти, убави бројки, убави. То не зависи само од нас, зависи најмногу од начинот на поставување на политиките во оваа држава. Ама би сакала да имаме млади жени кои што ќе бидат ни градоначалнички. Тоа ни следува како процеси. Исто така мислам дека би сакала младите луѓе да бидат помалку апатични, да почнат да веруваат во своите можности и во можностите на тоа што очекувањата се од двете страни, и од младите луѓе и од општеството. Да. Тоа е една синергија. И за крај, во интерес на времето, ако имате можност да испратите една заедничка порака до младите од цела Македонија, која би била таа? Не ви дадов многу време да размислите. Да бидат активни. Да бидат активни и да бидат гласни. Да не бидат ехо. Да не бидат ехо во еве јас после Анилија, бидејќи далеку помлада од мене, да не бидат ехо во ова општество, да бидат активни, да бидат присутни, да го сакаат своето општество, да веруваат во своето општество и да веруваат во себе си како индивидуалци во промените, дека може да се случат промените во ова општество. Така. Да не се плашат, да бидат побунтовни и на секоја неправда гласно да реагираат. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Се гледаме од септември за некој нов проект, сигурно. Да, имаме голема конференција, да. Ете така, се гледаме ние повторно.